Почитувана јавност, во време на вонредна состојба и полициски час, во време кога припадниците на полицијата имаат голем обем на работа, Наке Чулев повлече 80 полициски возила и стотици полицајци, замислете, за да снима спот. Од една страна, ВМРО-ДПМН и Наке Чулев глумат загриженост за здравието на полицајците, а од друга страна ги ангажираат за пропагандни видеа. Наместо полицајците да им бидат на располагање на граѓаните, тие неколку часа биле ставени на располагање на Наке Оцјај. Тоа е, почитувани граѓани, истата режимска матрица на ВМРО-ДПМН. Граѓаните се потсетија на методите на полициска држава и злоупотребата на полицајците и полициските возила за пропаганда на ВМРО-ДПМН. Наке Чулев функционира строго по режимска матрица, по стапките на неговите предходници Јанкуловска и Митко Чавков. Злоупотреба на државни ресурси за себе промоција. Наке Чулев должи одговори на граѓаните колку чини и со чии пари е платено снимањето на неговиот спот. Која продукција и под кои услови е ангажирана за исполнување на овој мерак на Наке Чулев. ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски остануваат деструктивни и крајно неодговорно се однесуваат во време на целата оваа здравствена криза. Ништо, почитувани граѓани, не е променето во ВМРО-ДПМН. Последен доказ за тоа е вчерашното однесување на Наке Оцјај. Секому му е јасно дека за Мицкоски и ВМРО-ДПМН никогаш и не биле важни граѓаните, никогаш не биле важни институциите, затоа што единствено нешто кое што ним им е важно се личниот и партискиот интерес. Свесни за тоа, ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски бегаат од соочување со граѓаните, бегаат од демократски мегдан и со право се исплашени од новиот пораз што им следува на изборите. Граѓаните ќе го казнат со сигурност ваквото неодговорно, несериозно и деструктивно однесување на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски.